Стигнавме до третата третина од книгата на пророкот Авакум. Минатите 2 недели зборувавме и размислувавме за првата и втората глава од оваа книга. И она што го видовме е дека во првата и во втората глава од оваа книга пророкот му постава неколку прашања на Бог. А Бог, иако не е должен, сепак ги одговара прашањата на пророкот Авакум. Едно од главните нешта кои што Авакум не можел да ги свати и затоа дошол кај Бог со своите прашања е следното. Како може Бог, кој што е добар, да дозволува толку многу неправда и зло во светот, без при тоа да не преземе ништо, односно да не ја спречи таа неправда? И Бог одговорил на ова прашање и му дал на пророкот до знаење дека злото нема да остане неказнето. Но, казната за злото, казната за гревот, казната за грешниците, ќе дојде на Божи начин и во Божјо време. Сега, на Авакум не му се допаднал тој Божи план. Исто како што и нам до ден денешен некогаш не ни се допаѓаат Божите планови кои што тој ги има за нашите животи. Но, исто како и ние, така и пророкот бил соочен со дилемата. Дали ќе продолжи да се лути на Бог, затоа што нештата не се одвиваат така како што тој очекувал, или пак ќе му верува на Бог, дури и тогаш кога нештата не се одвиваат така како што тој сакал и како што тој очекувал. Теоретски кажано, многумина од нас ќе речат дека сите би одбрале втората опција, односно дека независно што се случува околу нас, дека ние ќе му веруваме на Бог, дека ние ќе се надеваме на Бог и така натаму. Но тоа доаѓа малце тешко кога лично ќе се соочиме и ќе се најдеме во некоја таква ситуација. Сепак, Авакум одлучил да му верува на Бог и тоа го знаеме од третата и последната глава од оваа книга. Третата глава од оваа книга всушност е молитва и песна, која што Авакум ја упатува до Бог. И во неја гледаме како погледот на Авакум кон Бог и кон злото околу него се менува во споредба со тоа што го читаме во првата и во втората глава од оваа книга. Оваа книга започнува со поплака кон Бог, а завршува со пофалба кон Бог. Или со други зборови, оваа книга започнува, можеме да кажеме дека оваа книга започнува со плачење, а завршува со пеење. И самата оваа книга и оваа промена во расположението кај пророкот Авакум, верувам дека не учат на една многу важна практична лекција која што може да примени секој еден од нас. А тоа е кога доаѓаме кај Бог со нашите сомнежи, со нашите болки, со нашите стравови. Тој нуди утеха и нуди поинаква перспектива на нештата кои што не окружуваат и се случуваат во нашиот живот. Авакум доживел промена во начинот на размислување и во начинот на гледање на нештата околу себе. Мене искрено не ми се верува дека него сите нешта му се разјасниле. Не ми се верува дека ги имал одговорите за сите мистерии на животот. Но, како што се развил разговорот помеѓу Бог и помеѓу него, тој сватил дека Бог никогаш не е вон контрола и секогаш е во контрола. Тој сватил дека Бог работи на свој начин и во свое време. И Бог нема да се подчини на нашите планови и на нашите цели. Прашањето што останува за секој еден од нас е следното: дали ние ќе се подчиниме на Божите планови? Третата глава од оваа книга всушност е пророковата реакција на разбирањето на овие духовни вистини. Во првиот стих од оваа трета глава пророкот Авакум ни кажува дека тоа што ќе го каже во следните стихови е всушност молитва и песна. Таму се вели вака, трета глава, први стих. Молитва на пророкот Авакум за пеење. Забележете го контрастот помеѓу втора глава, први стих, каде што пророкот вика јас имам поплака за Бог, и трета глава, први стих, каде што пророкот вика јас имам песна за Бог. Само овие два стихови, првиот стих од втората и првиот стих од третата глава, ни покажуваат една голема промена во ставот на Авакум кон Бог и кон се што се случува околу него. Но, она што е важно да се подсетиме и да го имаме на уме дека контрастот помеѓу втора глава, први стих и трета глава, први стих, не е затоа што околностите околу Авакум се промениле. Не е затоа што Бог веднаш реагирал и му го дал на пророкот тоа што тој го барал и го молял од него. Напротив, околностите околу Авакум воопшто не се промениле. Но Авакум бил тој кој што се променил. Јас верувам дека тоа е поважно. Јас верувам дека промената во тебе, во Божите очи, е позначена од промената на твоите околности. И во прва глава, втори стих, тој зборува за тоа како слушал за Божото дело.
Вика, Боже, слушав за Твоето дело, се восхитувам на Твоето дело, но сакам да го видам и со своји очи. Јас верувам дека ова е добар пример за нас денес, дека ние треба да имаме таков став кон Бог. Да не бидеме само луѓе кои што ќе се задоволуваат со тоа да читаме дека Бог простува, да читаме дека Бог утешува, да читаме дека Бог менува, дека Бог реагира и така натаму, туку да доаѓаме кај Бог и со ставот на Авакум да речеме, Боже, јас сум слушнал дека ти ги правиш овие работи. Јас сум слушнал дека ти простуваш. Јас сум слушнал дека ти утешуваш. Дека не знам, децата на другите мои пријатели си ги избавил од светот на пороците и така натаму, и те молам направи го истото за мене или направи го истото за мојот ближен. Со други збори да ги бараме Божите дела во нашите животи, во животите на нашите ближни. Ја верувам дека тој став е правилен, бидејќи кога го молиме Бог за вакви нешта, ние всушност му даваме до знаење на Бог дека не сакаме христијанство од втора рака. Не сакаме само да слушаме што Бог кажува, сакаме да искусиме што Бог може и ќе направи во нашите животи. Нас денес не ни се потребни само луѓе кои што ќе читаат и ќе веруваат за тоа што Бог направил во животите на другите. И тоа е добро, да читаме и да веруваме, и тоа е секогаш првиот чекор. Но јас верувам дека Божјата волја, Божјата целосна волја за нас христијаните денеска е да отидеме чекор понатаму, односно не само да читаме и да веруваме дека Бог направил нешто во животите на другите луѓе, туку и да го бараме тоа да се случи и во нашите животи, да бараме тој да действува помеѓу нас. Во спротивност, ние имаме вера, имаме искуство со Бог од втора рака. Имаме искуство кое што е, јас сум слушал што Бог правил за другите, ама јас не сум го искусил во мојот живот. Дали со ова сакам да кажам дека Бог е обврзан во твојот живот да го направи сето на што го направил во животот, да речеме на некој лик од Библијата? Не. Тука не станува збор за тоа. Бог не е обврзан за тебе да направи ништо. Не ветувам со ова дека Бог, ако побараш ти некој Божјо дело, дека Бог одма ќе го даде во твојот живот. Но и од друга страна, исто така не верувам дека има нешто лошо во тоа да дојдеме кај Бог и да бараме да действува во нашите животи. Да ни даде сила да се бориме против гревот, да ни даде сила да се бориме против непростувањето, да ни даде сила да се подигнеме од некоја тешка ситуација или кризна ситуација во нашите животи. Не верувам дека има ништо лошо во тоа, на некој начин верувам дека Бог чека од нас да дојдеме и да побараме од Него помош за вакви ситуации во животот. И како што Авакум вели, Боже, повтори го Твоето дело во моето време. И како што читаме за луѓе во Библијата кои што се бореле против гревот, кои што се бореле против искушенијата, кои што простувале на некои што ги повредувале, кои што наоѓале утеха кај Бог во време кога биле повредени или во време кога биле збунети, така на ист начин верувам дека Бог чека на некој начин на нас, кога ќе се соочиме ние со такви ситуации, да дојдеме кај Него, исто како и пророкот Авакум, да речеме, Боже, слушам и читам дека Ти си ги правил овие нешта во животите на други луѓе. Те молам, повтори го тоа дело и во мојот живот. Во 3 до 15 стих од оваа 3 глава од книгата, пророкот Авакум се моли, односно пее за Божјата големина. По големиот број проучувачи на Библијата се согласни во тоа дека во овие стихови, генерално гледано, пророкот Авакум се навраќа на минатото, односно пее и се моли за работи кои што Бог ги направил години векови пред тој воопшто да се роди. И тука конкретно станува збор за излезот на израелците од Египет и за освојувањето на ветената земја. Во вториот стих, она што го читаме дека Авакум вели, Боже, слушнав за Твоите дела, се восхитувам на Твоите дела, и веќе во третиот и во следните 10 стихови, пророкот Авакум ги набројува некои од тие Божји дела за кои што тој слушнал. А ние денеска можеме да ги прочитаме и да ги најдеме во Стариот Завет. Она што Авакум го прави е следно, вика, Боже, ги знам Твоите дела, се восхитувам на нив, те молам повтори ги во мое време, и еве некои од тие дела, тие големи Твои дела кои што ти ги имаш направено, и ги набројува Божите дела. Прашањето е зошто Авакум го прави ова? Дали затоа што Бог заборавил на своите дела? Дали Бог има проблеми со памтењето? Не. Причината е сосема поинаква. Верувам дека причината поради која што Авакум се навраќа назад на Божите дела, и ова е важно за секој еден од нас, бидејќи ако го практикуваме ова значајно ќе го промени и ќе го подобри нашиот молитвен живот. Причината поради која што Авакум го прави тоа е затоа што сам себе на глас се потсетува на тоа што Бог го правил во минатото. И сега, кога се подсетуваме на тоа што Бог го правил во минатото, тоа и помага на нашата вера во сегашноста, денес. Погледот кон минатото, на Божите, а не на нашите дела, ова е многу важно да го разбереме, ќе ја засили нашата вера во сегашноста. Погледот назад,
на Божите дела, ќе ја освежи твојата вера и ќе ти помогне да чекориш напред во Божјата волја. Исто така тоа важи за нештата кои што Бог ги има направено и во нашите животи. Кога се соочувам со некаква потреба, најдобриот начин да си помогнам, да му верувам на Бог во такви моменти е со тоа што ќе се потсетам на неговите ветувања и дела кои што се запишани во Библијата, предце и наце, но исто така и на неговите дела кои што тој ги направил во мојот живот пред неколку недели, пред неколку месеци, па некојаш и пред неколку години. Исто, например, тоа важи кога се соочуваме со некакво искушение. Ако се соочувам со некакво искушение, а сите ќе се соочуваме, треба да се навратам на што е тоа што Бог го кажал и направил во Библијата, но исто така треба да се навратам на што е на тоа како Бог мене ми дал сила да се справам со некој искушение во минатото. За жал, често паѓаме во она стапица на сатаната во која што тој не поттикнува да погледнеме назад во минатото, но да погледнеме назад во минатото на тоа кои се нашите гревови и грешки од минатото. И кога гледаме назад во минатото, ама се фокусираме на нашите грешки, а не на Божите дела, тоа нема да води во духовна придобивка за нас. Напротив, наместо да засели нашата вера, тоа најверојатно ќе не турне во духовна депресија. Затоа мојот предлог за тебе е следниот. Читај за Божите дела предсе и надсе во Библијата. Исто така, кога имаш слободно време, читај за Божите дела во биографиите на христијаните кои што живееле во текот на историјата. Запомни ги Божите дела. Подсетувај се на Божите дела и ќе видиш дека твојата вера ќе има голема придобивка од тоа. Ако сакаш да најдеш добра и соодветна библиска дефиниција за радоста, тогаш мојот совет би бил да отвориш во книгата на пророкот Авакум 3 глава 17 до 19 стих и да погледнеш таму. Еве што пишува таму. Макар и да не процати смоквата, а и да нема плод по лозите, макар маслината и да откаже и нивата да не даде плод, макар и овците да не останат во трлото, па и рогат добиток во оборите да нема. Јас и тогаш ќе се радувам во Господ и ќе се веселам во Бога на моето спасение. Господ Бог е мојата сила. Тој ќе ги направи нозете мои како на елен и ќе ме поведе по височините мои. Овие стихови се едни од најпознатите во оваа книга. За мене лично се најомилените во оваа книга. Во 3 до 7 стих од оваа глава пророкот зборува за Бог во трето лице. Во 8 до 15 стих од оваа глава пророкот зборува за Бог во второ лице и сега во овие последни стихови од главата пророкот зборува за себе и како тоа што го знае и зборува за Бог влијае врз неговиот живот. И ова е многу важно бидејќи богопознанието не е сува теорија. Богопознанието е знаење кое што е поврзано со нас луѓето и треба да не менува нас самите. На почетокот од оваа книга гледаме како Авакум се обидува да го разубеди Бог во неговите намери и во неговите планови. Но како што се развил разговорот помеѓу него и помеѓу Бог, Авакум сватил дека не е Бог оној на кој што му треба промена, туку самиот тој, пророкот, е оној на кој што му е потребна промена. Неговата реакција во прва глава до втори до 4 стих е сосема поразлична од неговата реакција во 3 глава 17 до 19 стих. На почетокот од книгата имаме 3 стихови во кои што пророкот се жали, на крајот од книгата имаме 3 стихови кои што пророкот пее. Тоа е така затоа што Авакум дошол кај Бог со своите сомнежи, со своите борби и таа така наречена средба со Бог му помогнала да ја види ситуацијата и околностите околу него од поинаква перспектива. 3 глава 17 до 19 стих каде што пророкот Авакум вели макар и дрвата да немаат плодови на нив, макар и животните да нема животни во трлата, сепак тој ќе се радува во Господ и ќе се надева на него, ќе имаат смисла за нас само ако имаме две нешта на ум. Прво нешто, општеството во кое што живеел Авакум во тоа време, генерално гледано било земјоделско и сточарско. Значи, немањето плодови на дрвата и немањето добиток во трлата, со други зборови, значи економски колапс. Може би ќе се прашате зошто би немало плодови на дрвата или пак зошто би немало добиток во трлата. Затоа што историски е докажано дека вавилонците, оној народ кој што неколку години после овој разговор помеѓу Авакум и Бог ќе дојдат и ќе ги нападнат јудејците, биле луѓе кои што кога освојувале други царства, покрај другото ги сечеле дрвата во земјите кои што ги освојувале и ги убивале животните. Тоа е запишано дури во Библијата, 2 глава 17 стих. Зашто твоето злосторство против Ливан, односно против дрвата, ќе падне врз тебе, зашто си истребувал уплашени животни. Со други зборови, кога вавилонците ќе освојат Јудеја,
Бог кажал дека тоа ќе се случи поради многуте гревови на луѓето во Јудеја, тие ќе направат пустош во земјата. Нема да има дрва, нема да има животни. Нема да има плодови од дрвата, ниту пак добиток во трлата. Но внимавајте која е реакцијата на Авакум. Дури и тоа да се случи, дури и светото околу мене таков како што го знам да се распадне, јас се уште ќе се надевам на Господ. Јас се уште ќе се радувам во Господ. Колку би сакал да имам ваква вера. Вера која што ќе рече, независно што ќе загубам во животот, она што не можам да го загубам е самиот Господ. И тоа ми е причина да се радувам. Она што е многу важно да го имаме на ум во однос на овој дел од книгата е дека Библијата не поттикнува да се радуваме на злото или пак да се радуваме поради тоа што се случува зло околу нас. Поентата е на овие стихови дека ние можеме да најдеме утеха и надеж во Господ дури и тогаш кога се соочуваме со злото. Ние се радуваме дури и тогаш кога се соочуваме со злото, а не затоа што се случува зло околу нас. А со зло на еден или на друг начин сите ќе се соочиме ние. Нема бегање од тоа. Без разлика колку долго време си му посветен на Бог, без разлика колку пати си ја прочитал Библијата, ќе дојде момент кога символички кажам, ако можам така да кажам, нема да има плод по лозите. Нема да има овци во трлото. Секој човек, верник или неверник, ќе се соочи со оваа сурова реалност. Ќе се соочи со реалноста на злото. Прашањето е, кај кого ќе отидеме тогаш кога ќе се случи тоа? И како ќе гледаме на Бог во тие моменти? На почетокот од проповедта спомнав дека не треба само да читаме и да веруваме за работите кои што Бог ги правил во минатото, туку исто така треба и да ги бараме Божите дела и во нашите животи. Јавакум го направил токму тоа. Видовме во вториот стих рече, вели, Боже, повтори го тоа дело и во наше време. И верувам дека нема ништо лошо во тоа и ние да бараме Бог да менува ситуации и околности во нашите животи. Но во контекст на овие стихови сега главното прашање е следново. Дали сме спремни да му веруваме на Бог и тогаш кога тој ќе им каже не на нашите барања? Не секогаш, ама често во животот ќе има моменти кога токму тоа ќе се случи. Многу е лесно да се каже Господ е добар кога се оди како подмачкано во нашите животи. Но спремни ли сме да кажеме Господ е добар дури тогаш кога светот околу нас се руши? Авакум токму тоа го прави во овие стихови. Тоа што смоквата и лозата не даваат плод и нема овци во трлото, во тоа време значило дека ќе има глад по земјата. Но дури и тогаш Авакум вели, и тоа да се случи, јас нема да дозволам болката, страдањето, злото да ме сврти против Бог. Еве едно нешто кое што треба да го имаме на ум. Не треба да проценуваме Божјата добрина врз основа на околностите, туку да ги проценуваме околностите врз основа на Божјата добрина. Со други зборови, тоа значи ова. Бог не е лош само затоа што нешто лошо моментално ми се случува во животот. Бог е добар дури и кога ми се случува нешто лошо во животот. Како што има кажа еден познат автор и говорник, вели вака: проблем си создаваме тогаш кога ги гледаме и признаваме Божјата добрина само кога ни се случуваат добри работи во животот. Ако паднеме во таа замка да велиме Бог е добар само тогаш кога добро ми се случува во животот, тогаш нашата вера често ќе има подеми и падови. И тоа ќе биде секогаш врз основа на тоа што ни се случува моментално во животот. Ако е нешто добро, Бог е добар. Ако е нешто лошо, Бог не е баш толку многу добар. Но Авакум во овие последни стихови од оваа глава ни дава пример за тоа што значи да си има вистинска вера. Вистинска вера е вера која што го вели следново. Господ е добар, макар и моите цели и моите планови да не се исполнат. Вистинска вера не е следнава. Господ е добар затоа што моите планови и цели се исполнети. Не, тоа не е вистинска вера. Господ не е добар само затоа што твоите цели и планови се исполнети. Господ бил добар уште пред да постоиш ти, пред да постојат твоите планови. Господ бил добар уште пред да постои целиот овој свет. На почетокот од оваа книга во првата глава пророкот се наоѓа во град или пак во некоја долина. Но верувам дека може да кажеме дека се наоѓа на ниско место. Но во втора глава први стих гледаме дека оди малку повисоко, односно се качува на кула во улога на стражар и чека што е тоа што Бог ќе го каже. А тука веќе во третата глава, на крајот од третата глава, гледаме дека тој вели Бог ќе ги засврсти моите нозе како на елем и јас ќе можам да одам
по височини, со други најверојатно станува збор за ридови или пак планини. Значи прво се наоѓа доле, потоа на кула и на крајот символички се представува себе си на некоја височина. И ова воопшто не е случајно, бидејќи како што се развива разговорот помеѓу него и помеѓу Бог, гледаме дека неговото сваќање за Бог, дека неговото сваќање за Божите планови, она што Бог сака да го направи, го води кон поголеми духовни височини, ако можеме така да кажеме. Верувам дека тоа е вистина и за нас. Како повеќе се приближуваме се повеќе до Бог, се повеќе го читаме неговиот збор и доаѓаме кај негова молитва, така верувам дека перспективата на нештата во нашите животи ни се проширува и се полесно ни да сватиме што е тоа што се случува околу нас, имаме подобар видик на околностите околу нас. За крај уште една многу важна работа. Кога зборував за првата глава од оваа книга пред 2 недели, спомнав дека името Авакум преведено од еврејски значи прегратка, односно прифаќање. Сега, кога стигнавме до крајот на оваа книга, во оваа 3 глава, можеме да видиме зошто е важно значењето на неговото име во разбирањето на целата оваа книга. На почетокот од книгата и некаде при средината на книгата видовме дека Авакум на некој начин се бунтува против Божите планови, против Божите начини на действување и на некој начин против Божјата неактивност. Но сега кога дојдовме до крајот, гледаме дека Авакум веќе не се буни, туку ги прифаќа Божите планови и Божите начини на действување. Авакум, чие име значи прифаќање, по овој разговор го прифатил тоа што Бог му го кажал и Бог му го објавил. И во контекст на тоа, јас би рекол дека мојата желба и мојата молитва не само за мене, туку за секој кој ја слуша и кој ја гледа оваа порака, е Бог да ја зацврсти нашата вера и да ја донесе на тоа ниво, како што има Авакум цврста вера и силна вера. И сега, начинот на кој што верата на Авакум дошла до тоа ниво, било преку молитва и преку слушање на Божјиот глас. Односно, за нас тоа значи следново. Молитва и читање на Божјиот збор, односно Библијата, бидејќи таму се запишани Божите мисли, Божите намери и Божите планови. Кога ги практикуваме овие две дисциплини, молитва и читање на Библијата, кои што се од суштинско значење за христијанската вера, јас сум сигурен, 100% сигурен, дека резултатот ќе биде токму таква вера, цврста вера и зрела вера. И нека даде Бог тоа да се случи во твојот живот и нека даде Бог тоа да се случи и во мојот живот.